Среќен ден, драги наши верни пријатели на вкусот на традицијата. Голем поздрав од Златно буре Кучково, каде што сме си подготвени и имаме таков елан за работа, затоа што се ни импресионира тука. Амбиентот, природата, вкусната храна и орни и подготвени да ви го презентираме новиот рецепт на денот. Драги гледачи, знаеме дека во Македонија имаме многу полиња на афион. Се одгледува афион во Македонија, посебно во источниот крај на Македонија. Од семето од афион се прават многу штрудли, пити, мили брод, колачиња и дури од него се прави и афионска сол, која што се пече па се толчи и така натаму. Тоа е специјалитет посебно од Радовишкиот крај. Но за денешната емисија Вкусот на традицијата, јас ке ви подготвам еден прекрасен селски колач со афионово семе. Или селски колач со афион. Толку е вкусен, бргу се приготвува, немаме сезона кога да го правиме, и лете, и зиме, и пролет, и кога и да посакате. Се прави брзо, лесно и многу е вкусен, се топи во уста. За оваа доза што ќе ви ја кажам, ви треба тавче број 26, дали округло, дали четвртасто, какво имате такво. Сега, за овој колач со афион, вас ќе ви бидат потребни 2 јајца и една чаша ќе си земете, или шолја за млеко за чај, и се со таа ќе си мерите. Значи, 2 јајца со 1,5 чаша шекер, 2 чаши брашно, 1,5 чаша млеко, 150 грама стопен путер или кравјо масло, или 150 мл ставете масло за јадење, 1 пакетче прашок за печиво, 1 ванилин шекер. А за преливот за одозгора ќе ни треба 50 грама путер, ќе ни треба 150 грама чоколадо за готвење и околу 10 цупени лажици млеко. Да почнеме со работа. Прво, јајцата ќе ги скршам во сад за матење и ќе го ставам шекерот. Лично да ви кажам, повеќе сакам кога не е толку многу сладко и затоа оригиналната рецепта е со чаша и половина шекер, но јас ставам, да ви кажам, 1 чаша и подеднакво исто е убаво. Ке ми треба миксер за да направам една хомогена смеса. Доволно е, добиваме една многу густа смеса. Сега го додавам стопениот путер внатре. Така, го додавам и млекото и ќе оставам 10 супени лажици за преливот одозгора. Таман. Афионското семе, ова не ми треба повеќе. Афионското семе. Додавам прашокот за печиво и ванилиниот шекер.
И сега ќе го додадам брашното. Потоа користите дрвена лажица, се додека не направите една убава хомогена смеса, подготвена за печење. Рерната да ви биде вклучена на 220 степени. Така. Еве смесата, како треба да изгледа. Сега ја ставам смесата во тавчето за печење, веднаш во рерна и пред самиот крај ќе го направам филот од озгора и ќе ја полиеме тортата, тоест колачот ќе го полиеме. Ај така. Намастена на хартија за печење. Убаво да изгребам. Уште малку да изгребам. Ете така. Ќе ја израмнам. Така. Готова. Сега ја ставам во рерната, еве како изгледа. И со вас се гледаме, драги мои, откако ќе испечам и кога ќе почнам да го правам филот за премачкување на површината на колачот. Еве го колачот, драги наши пријатели, како е испечен. Знаете ли како мириса? А тек сега кога ќе му ставам чоколадце од озгора, вистинско уживање. Сега ќе го пресечам и вака додека е уште врело. Ете така, леле, убости. На коцки. Се вака прво на половина, па од полата на пола. Леле. Мераци. Ете така. И сега ќе го направам преливот од озгора. Ќе ставам млеко. Ќе го ставам путерот. Така и чоколадото. Само да проврие сето ова. Одбрав гезве, затоа што ми е полесно за преливање после. Еве го, тоа одма се топи. Така и дома, кога правам во гезве, сакам кога ќе го топам чоколадото и путерот. Леле, како е убаво.
Сега да му направам малку место, да го одвојам од ивиците на плехчето. Ете така. За минутка веќе ќе биде готово. Веќе прекрасно и се одвојуваат парчињата. Одлично. Дури да не му ставите и прелив од озгора, пак ќе биде убаво. Еве го. Готово е. Така. Сега полека го нанесувам. Леле. И сега вака ќе го размачкам насекаде. Ќе го оставам малку да се излади, да се стегне путерот со чоколадото и тоа е тоа. И седнуваме на трпезата да го пробаме. Останете вие со вкусот на традицијата кога ќе го сервирам овој прекрасен селски колач со афион на нашата трпеза. Прекрасно. Ете, тоа е тоа вистинското, тоа е тоа убавото колаченце со афион. Погледнете какво е. Погледнете какво е. Се топи во устата, се топи. Леле, колку е вкусно. Крцка тие зрнцата од афионот, од озгорато од чоколадото му дава префинет вкус. Значи, прекрасно нешто, прекрасно. Направете го овој колач и уживајте во неговиот вкус. Ќе бидат задоволни сите што ќе го пробаат. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат. Поговорката е: порано се трудев да ги задоволам сите околу мене. И никогаш не бев добра, но затоа сега одлучив да бидам добра на мене и да ги задоволам моите потреби и сето она што јас го сакам. Затоа што само така ќе можам да бидам добра за сите околу мене. На здравје, се гледаме во следната емисија со нов специјалитет на денот.